Добар ден, дневник на К3. Драстично подобрени услови и намален број на бегалци е описот на ситуацијата во транзитно-прифатниот центар Табановци, велат одговорните луѓе и корисниците на услугите. Затворањето на Балканската рута значеше дека околу 1500 бегалци од воени жаришта и економски мигранти во Табановце ќе мора да го почекаат расплетот на ситуацијата и договорот меѓу Европската унија и Турција. Протокот на луѓе кои што се обидуваат да стигнат до Западна Европа преку Балканот оттогаш е запрен. Грција ги полни прифатните центри и полека враќа бегалци кон Турција. Што се однесува до Табановце, бројот на бегалци кои што престојуваат во транзитно-прифатниот центар е намален, а условите се драстично подобрени, вели првиот човек на регионалниот центар за управување со кризи од Куманово, Горан Стојановски. Мора да кажам дека бројката се намалува. Во моментот се некаде околу 393 бегалци, иако бројката првична беше многу голема пред 3 месеци, ако зборуваме некаде околу 1500, но да ви кажам, транзитниот центар Табановци не се однесува како концентрационен логор, иако е заграден од сите страни, но сепак бегалците имаат слобода на движење. Нели? Целта на бегалците не е да останат во Република Македонија, ниту била, ниту пак ќе биде. Тоа се гледа по барателите на азил. Колку е бројката, да кажеме. Што значи дека ако тие бараат да останат во Република Македонија, мора да поднесат согласно законот, позитивните законски прописи, барање за азил. Тие не сакаат тоа да го направат. Ова им е еден вид период во кој што се спремаат за да можат да си остварат целта, односно да отидат кон една од европските земји. Транзитно-прифатниот центар е целосно уреден. Ограден е од железничката станица за да се контролира движењето на мигрантите и за да се спречи влегувањето на локалните жители, за што на влезот има полиција. Внатре состојбата е мирна, потребите на бегалците се целосно задоволени. Ние максимално хумано се однесуваме кон сите нив и за тоа сме далеко пофалени од меѓународната заедница. Може би да не претерам, ама би рекол една меѓу најхуманите земји, почнувајќи од првата европска земја Грција, Република Грција, па до Балканската рута до една од нивните посакувани европски дестинации. Така да и понатака ќе се грижиме за тие луѓе и во процесот на едукацијата, социјализацијата, ресоцијализацијата, и она што се однесува до медицинска помош, храна, облека и така натака. Значи тие се задоволни, едноставно благодарни кон Република Македонија за сето она што им го пружи, иако знаат дека Македонија е мала земја со ограничени ресурси и капацитети, но сепак еве максимално даваме се од себе да можеме на тие луѓе да им помогнеме. Состојбите со бегалците и мигрантите се решаваат согласно одлуките на самитот на Европската унија и Турција во координација со институциите кои се задолжени за регулирање на активностите во прифатните центри и во Табановци и во Винојук. До сега успешен беше обидот да се направи поделба во бројната состојба помеѓу прифатниот центар Табановци и прифатниот центар Винојук, Гевгелија, за да може да се растовари притисокот на Табановци, а да се обезбедат похумани услови за сместување на лицата во транзитните центри. 15 мај се одбележува како меѓународен ден на семејството, ден кога се нагласува значењето на семејството како најважна општествена клетка. Иако 15 мај е датум кој се одбележува како меѓународен ден на семејството, несоодветно е само еден ден во годината да се акцентира значењето на вредностите кои се негуваат и развиваат во рамки на семејството, кои подоцна пак во голема мера се рефлектираат на општественото живење. Во семејството кое е огледало на човековиот идентитет, рефлексија на секоја единка, се поставуваат темелите на здравите и целеисходни навики, на културата, интересите, афинитетите, место каде започнува и завршува се што е значајно во животот. Колку и како се почитуваат семејните вредности во оваа ера на динамичен живот, кога секој секаде брза и секој помалку или повеќе умее да го запостави фамилиарниот сегмент, ги запрашавме со граѓаните во неделно попладне. Помладите, иако излезени со своите дечиња, користејќи ги слободните моменти од викендот, не сакаа да говорат пред камерата. А повозрастните едногласни. Традицијата на неделен семеен ручек се помалку ја има. Па не доваѓаат, што ќе доваѓаат, тие си таму има работа, таму работат, таму учат школа и таму живеат, што да правите. Така, порано како било? Недела бил резервиран ден за фамилијата? За порано да, кога биле нашите стари, па ние со нив заедно, па деца, така, ама сега не е тоа. А зошто се изгуби тоа? Имате ли? Затоа што не живееме заедно. Сведоци сме на време во кое се живее во фамилии со по едно или две дечиња, со даделки кои се грижат за децата, со повеќе компјутери и нови технолошки пронајдоци отколку гости или блиски луѓе, за разлика од порано, кога семејствата биле пред се побројни, но и пообединете, се имало почитно и поголема блискост и топлина во домот.
Факт кој е непобитен е дека ваквата слика е поизразена во градските средини, отколку во руралните, каде за среќа во голема мера се уште се живее во заедница, бројна и полна љубов. Катрин одамна беше во село Студена Бара, оддалечено 20 на километри од Куманово, па изјавата на една од нашите соговорнички е вистинска потврда дека не е важно каде си, со што располагаш, ниту пак колку имаш, кога те грее љубовта на семејството. Ние садиме само една фолија патлиџани, зашто они сакат многу работа и одгледување. А пипер садиме по 7 фолии, така да со тоа се занимаваме, со првот не ме вработен, ни јас, со свекрот свекрвата дома работиме тоа, земјоделие. Да, јас сум мајка, млада мајка на 3 деца, 3 керки поточно. Колку имавте првото дете? На своји 17 години. Првото ми е прва година средно училиште во Куманово, во НАЦЕ Боѓони. Таа е запишена на информатика, поточно компјутерска техника и автоматика. И лани ми беше ученик на генерација за 2014-2015. Сега е со сите петки, 5.00 просек и сум многу задоволна, бидејќи тоа не е препречува да учи, не е далеко, бидејќи ние имаме сега од Министерството бесплатен превоз. А втората исто така ми учи во Чинја, во соседното село, таа е 6 деление и таа е одличен ученик. Најмалото ми тука учи прво деление и 6 години. На овој ден, кога говориме за семејството, потенцираме дека за секоја почите личност која има еден важен приоритет – потомство и семејство. Она што говори за нас и останува по се што ќе направиме и создадеме. Највредното – децата, пред се и над се. А тоа пак не прави горди и најсреќни без поговор. Кажам најискрено, млада сум, би сакала да чувам, ама доста ми се, би сакала да се посветам, да се живи и здрави, да се посветам да работам. Имам и желба да си најдам работа, да си работам, бидејќи сум многу млада. Би сакала малку сега децата ми порасна, да се посветам на мене. Сега сум најсреќна и најгорда мајка, бидејќи одгледав толку прави, здрави и паметни деца. Се гордеам со нив. Не е важно колку е сиромав некој човек. Ако има семејство, тој е најбогат на целиот свет. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е на прес го обвини градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски за тоа што делови од градот навечер се без улично осветлување. Велат иако е темница на виделина излегува некомпетентноста на Дамјановски, кој не го сервисира долгот кон Невана. Уличното осветлување е исклучено, со што делови од општината се како во минатото. За Општинскиот комитет на владеачката партија од Куманово, ова е уште еден голем проблем предизвикан од локалните власти. Засегнатите граѓани алармирале дека од средата навечер во половина од градот е исклучено уличното осветлување. Како резултат на тоа, велат од ВМРО ДПМН, во вечерните часови градот не функционира нормално, што за нив е последица на неодговорноста на локалната власт, која е должна да ја одржува инфраструктурата и да го почитува и подпишаниот договор со ЕВН, сервисирајќи ги редовно своите обврски. Ова најново скандалозно затемнување представува уште еден пример за несериозноста на локалната власт. Преку темнината што ја предизвика, јасно може да се види какви луѓе со децении управуваат со Куманово. Како граѓани на ова општина не можеме да сватиме што се случува со градоначалникот. Никако граѓаните и нивните потреби да станат негов приоритет. Деновиве сите прашуваат зошто нема улично осветлување, додека пак Зоран Дамјановски и СДСМ се преокупирани со шарената револуција, која по се изгледа ќе заврши како шарена лага, како и многуте ветувања што ги има СДСМ дадено за градот. А во Куманово многу посоодветно е да се нарекува за темната револуција. Веќе подолго време не обвинувате за се и сешто, дека живееме во диктатура, дека нема слободи и права, дека сме подржувачи на криминалци и измамници. А еве, трета вечер поред, како го исклучивте светлото во градот, една од ретките работи по која што Куманово уште се квалификува во групата на градови. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН цело ова време на политичка криза е на страната на граѓаните. Сите проблеми во градот ги доживуваме како наши и тука не правиме разлика за никого. Газиме во истата кал, поминуваме низ истите дупки, заеднички се соочуваме со сите проблеми. Од ВМРО ДПМН додаваат дека граѓаните ги плаќаат сметките за улично осветлување, како и да е општината средствата ги троши за други потреби.
Ветуваат дека ќе водат сметка за достоинството на кумановци и го повика градоначалникот да го реши проблемот со уличното осветлување во Куманово. На пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски со одговор дека дел од осветлувањето не работи поради дефект, а дел поради исклучување, за кое обвини дека е тенденциозно. Најави тужба и улично светло од понеделник. Без наше сознание, без налог за исклучување, на 3 мерни бројна Октомвриска, Треќа МУП и Рајкова куќа има исклучување на однапојување на електрична енергија од ЕВН. Мене не ми јасно зошто го направија тоа токму у петок, бидејќи таксата за улично осветлување која собира ЕВН се уплаќа измеѓу 15, 17, 16, зависно од исплата. Ние имаме 2 месеца неподмирен долг, тоа е март и април. Вредноста на долгот е помала од таксата што е соберена. Значи не бараме оправдување. Денеска разговарав однас со директорот на подружница во Куманово и му соопштив дека ова е крайно нефер однос и некоректен. Јас немам замерка персонална на луѓето кои го водат ЕВН од Куманово, меѓутоа генералната политика се креира на друго ниво. Јас ги замолувам луѓето да бидат стрпливи, а понеделник мора да се разреши овој случај, а јас ќе поднесам тужба до ЕВН за неправилно исклучување без процедура за предупредување. Во организација на Институтот за етнологија и антропологија при Филозофски факултет при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје во Крива Паланка се одржа првата пролетна школа за етнографија на социјализмот. На школата насловена етнографија на социјализмот, која траеше од 9 до 15 мај, учествуваа студенти од 5 земји: Грција, Чешка, Германија, Бугарија и Македонија. Љупчо Ристевски, професор на Институтот за етнологија и антропологија, рече дека оваа школа ќе овозможи дополнителни часови знаење за студентите, за социјализмот од сегашна дистанца, уредувањето, животот и секојдневието на луѓето во социјализмот. Истакна дека се планира школата да прерасне во традиционална и да се одржува во Крива Паланка. Овај град овозможува едно навистина посебно доживување и видување и на сегашноста и на некои од овие веќе поминати времиња, бидејќи има своја специфична општествена културна историја, се наоѓа на сепак на границата. Од друга страна е град низ кој што може да се следи целата таа општествена економска историја на создавање на градот, потоа на некој начин исчезнувањето или депопулацијата на селата во околината, да се следи процесот на индустриализација или таа трансформација на селанството во пролетаријат, работничка класа во текот на социјализмот. Школата е замислена да се обезбеди платформа каде студентите ќе учат по релативно унифициран систем и ќе освојуваат кредити на своите факултети за усвоените и изработени трудови, потврдувајќи ја многу заговараната мобилност на студентите и размена на знаење и искуства. Нашата задача е да собереме колку што е можно или тие да се научат да работат собирајќи што е можно повеќе податоци, како разговарајќи со луѓето, така и низ разни други документи. На школата учествуваат 25 студенти и 8 професори. Дел од школата е финансиран преку програмата Еразмус Плюс на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а партнер здружение е Форумот за граѓански мир од Германија, вклучено во делот за документирање на устна историја. Маргарита Карамихова, професор етнолог на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Велико Трново, Бугарија, рече дека е важно социјализмот да биде сижетно проследен и проучен, бидејќи жителите на поранешните социјалистички земји мислат дека социјализмот или е рајско време на мед и млеко, или пак тмурно време со многу контроли и полиција. Ние знаеме дека не беше црно и бело, рече таа. Трябва да стимулираме студентите да започнат да я рисуват, за да разбират времето, в което живеят сега. Дори, например, че моя татко носеше от Югославия шоколадите Краш, или Крас, как се Краш, и хубави дрехи. И за нас Югославия беше Запад, дори ако този Запад е Македония, което е юг.
Околу 250 дечиња беа дел од завршната приредба по повод патрон празникот на детската градинка Детелинка и крајот на учебната година. Низ песна игра најмалите пред преполната сала ги покажаа своите знаења, вештини и таленти. Навистина, убаво е да си дете. Сцената во Домот на култура во петок вечерта беше место каде се собраа дечињата од трите клона на детската градинка Детелинка и ја развеселија публиката со своите песни и кореографии. Повод е патрон празникот на градинката кој се одбележува на 4 јуни, како и крајот на учебната година. Присутните родители, учителки и директорката, како и пошироката јавност, уживаа во изведбите научени со безрезервна помош и поддршка од педагошкиот кадар, како и во безбројните ведри насмевки и искрени детски погледи кои порачаа убаво е да си дете. Традиционално секоја година се собираме овде да го прославиме патрониот празник на нашата установа детската градинка Детелинка. Нашите патишта се различни, заменуваат, се вкрстуваат, се разменуваат, но едно е јасно, со детство започнуваат. Со првиот чекор проодуваме, со првиот наступ искуство стекнуваме, но со детството на живот влегуваме. То не може некој да не биде емотивен кога се работи за неговото дете, кога се работи за неговото најмило што ќе го гледа тука на бината, со пригодна облека, со настап, тоа е сепак прв настап на децата, па сега ќе видите колку емоции ќе изнудат нашите деца, колку тие и како настапуваат, а каква е реакцијата на родителите кои Детската градинка Детелинка е формирана во 80-тите години, како група со околу 25 деца. Денес се располага со 3 објекти и еден во соседната општина Ранковце, а во изминатите неколку години има рекорден број на згрижени деца, распоредени во јасли, градинка и забавишта. Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка и Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје подпишаа меморандум за соработка. Долгогодишната успешна соработка помеѓу Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка и Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје беше официјализирана со подпишување договор за чиешто трајно одбележување и зацврстување, говори и донацијата на 100 книги, стручна литература и енциклопедиски изданија, дел од издавачката дејност на УТМ. Ова е прв пат да имаме да подпишеме договор за деловна соработка со училиште кое што надвор од територијата на град Скопје. Посебно е драго што тоа е овде во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка, гимназијата во Крива Паланка. Преку самиот проект и преку самата фондација, преку нашата издавачка дејност, еве донесовме некои од изданијата на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за да допринесеме и малку да ја збогатиме оваа веќе убава и богата библиотека која што има во училиште. Договорот нуди поволности и бенефиции за сите ученици, но и за потесното семејство на вработените при запишување на универзитетот на додипломски или последипломски студии на еден од факултетите кои функционираат при УТМ и тоа: менаџмент за човечки ресурси, економски, туризам, економски менаџмент или факултет за предприемништво и мал бизнис. Овој универзитет ги применува најсовремените светски текови во унапредување и на наставата, и тоа јасно зборува дека и подпишувањето на денешниот протокол за соработка, дека пред се ќе ги отвори широко врати да со универзитетот соработуваме, пред се на научен план, а со тоа фактички се отварат и можности на нашите ученици да се запишуваат, така да речем, полесно на универзитет, бидејќи сепак универзитет создава кадри кои што се потребни на нашето стопанство и нормално дека не само на нашето стопанство, него и може да речеме и пошироко, бидејќи овде се применуваат оние стандарди што се применуваат на многу универзитети во ширум пред се Европа, односно како во Франција, Велика Британија, потоа Германија и така натаму. Долгорочно оваа взаемна колаборација и размена на искуства и знаења помеѓу двете установи во иднина може да се насочи кон подобрување на туристичката понуда која ја нуди Крива Паланка, но и за искористување на туристичките потенцијали на општината. Општина Крива Паланка има одлични потенцијали, така да општината
ги има природните и културно-историските вредности. Ние како Универзитет за туризам и менеджмент стоиме на располагање, пред се создавајќи квалитетен кадар кој што работи, кој што кај нас се образува по европски светски методологии, уникатна методологија која што само ја ние имаме, и тој во иднина тие менаџери во туризмот или менаџери во другите области во иднина ќе може да бидат носители на развојот на, меѓу другото, и на развојот на туризмот во општина Кривополанка. Верни на хуманата мисија која ја спроведуваат луѓето од општинската организација Црвен крст Крива Паланка со низа пригодни активности го одбележаа Меѓународниот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Во рамки на одбележувањето вчера се одржа и општинскиот надпревар по прва помош. Со традиционалниот црвено-бел пикник кој годинава се реализираше на локалитетот Калин Камен, општинската организација Црвен крст Крива Паланка го одбележа Меѓународниот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина под мотото на секаде за секого. Во рамки на одбележувањето се одржа и општинскиот надпревар по прва помош, на кој учество зедоа вкупно 6 екипи од средното и основните училишта од Крива Паланка и соседната општина Ранковце. Диплома за освоено прво место и плазма на државното надпреварување доби тимот од средното општинско училиште Ѓорче Петров. Државниот надпревар ќе се реализира на 15 септември во Скопската општина Гази Баба. Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка ја реализираше спортско-рекреативната акција Црвено-бел пикник, каде најблиските соработници, поддржувачи, волонтери, членови на Црвениот крст помина едно заедничко поплавне покрај надпреварувачкиот дух. Покрај надпреварувачкиот дух во различни дисциплини има можности да се дружат, да се запознаат и да едноставно да ја промовираме нашата хумана димензија, она што во текот на изминатиот период го работевме, а исто така паралелно со настанот се одвиваше и општинскиот надпревар по прва помош. Задоволни сме оваа година од пројавениот интерес од страна на училиштата за нивното вклучување и дадениот ангажман за развивање на овој дел од нашата организација, тоа е за јакнување на внатрешните нивните сопствени капацитети во делот за првата помош. Преку глобалната мрежа од 3,5 милион вработени лица и над 17 милиони волонтери, Црвениот крст действува како сила за позитивна промена за најранливите категории на население, со цел спасување животи и намалување на страдањата. Драмското студио при Националната установа Центар за култура Крива Паланка во вторник од 19 часот премиерно ќе изведе представата Огнена љубов. Пиесата Огнена љубов е адаптирана верзија на текстот на Игла на еминентниот српски драматург Владимир Ѓорѓевиќ. Режијата е на Глигор Цветковски, раководител на Драмското студио, а ова е 12-та театарска пиеса во негова режија на матичната сцена при Центарот за култура во Крива Паланка. Во представата за прв пат ќе настапат и новите членови на Драмското студио од подмладите генерации. Представата говори за еден актуелен горлив проблем со кој се соочуваат младите. Тоа е темата на зависноста од опојни средства, но како опозит на ова современо зло, пиесата ја нуди пораката на љубовта која е темелна, универзална и основна човечка вредност. Цветковски информира дека екипата се подготвува и за фестивалот Варошко позориште Хистрион Прокупле. Влезот е со символична сума од 30 денари, а режисерот ги повика сите паланчани да ги погледнат талентираните млади и надежни актери. По премиерата во вторник со почеток во 19 часот, театарската пиеса Огнена љубов ќе гостува во неколку македонски градови и во соседна Република Србија. ВМРО ДПМН се подготвува за предвремените избори и покрај бојкотот на нивниот политички опонент, истакнува во интервјуто за француската агенција Никола Груевски, председателот на владеачката партија. Франс Прес на почетокот од интервјуто заклучува дека разговара со поранешниот македонски, а наверојатно и иден премиер. Груевски вели дека Македонија се соочува со проблеми и може да се соочи со два изборни циклуса во месеците што следат. Ние сме единствената од 4 политички партии која што е подготвена да оди на избори, но ние сме подготвени. Откако ќе биде оформен новиот парламентарен состав да одиме на уште едни избори
и да им се даде на граѓаните право на избор. Ние сакаме победа која сме ја заслужиле. Вели Груевски и додава дека нема начин да се избегне одлуката донесена за распуштањето на парламентот. Генерално меѓународната заедница не е со став во насока на одржување на избори на 5 јуни, но никој не најде уставен начин за да се одложат. Објаснува Груевски и подсети дека Република Македонија се соочува и со безбедносен предизвик на јужната граница. Во интервју за Франс Прес Африка, лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека предвремените избори треба да се одложат, можеби за есента, се додека не бидат исполнети условите. Заев очекува дека сите политички партии на почетокот на следната недела во согласност со македонските закони ќе го повикаат Трајко Велјановски да свика седница и додаде дека Државната изборна комисија најверојатно ќе објави дека условите за избори не се исполнети. Германија ќе потроши 93,6 милиарди евра за бегалците. Французите не мируваат, нови протести и хаос на улиците. Застрела новинар во Мексико. Најмалку 16 загинати при судир на камион и рикша во Индија. Германската влада очекува да потроши околу 93,6 милиарди евра до крајот на 2020 година за бегалската криза, пишува Шпигел, повикувајќи се на нацрт документ на Федералното министерство за финансии. Пресметките ги вклучуваат трошоците за сместување и интеграција на бегалците. Германските власти направиле пресметки врз основа на пристигнатите мигранти за оваа година, односно 600.000 луѓе, 400.000 за 2017 и по 300.000 за секоја од следните години до 2020 година. Берлин очекува 55% од примените бегалци да имаат работа по 5 години. Францускиот град Рен го зафатија најсилните протести против реформата на законот за труд. Незадоволните граѓани палеа автомобили и контейнери на улиците и демолираа објекти. Демонстрантите фрлаа по зградата на градското собрание со разни предмети и испишуваа пораки на неа. Полицијата се обиде со солзавец да ги растера демонстрантите. Повеќе од 1 месец низ Франција се одржуваат протести против реформите на законот за труд, кои често се проследени со немири. Новинар беше убиен во мексиканската држава Веракрус, една од најопасните за работа во медиумите. Со новата жртва, бројот на убиените новинари од почетокот на годината во Мексико се искачува на 6. Застреланиот Мануел Торес беше дописник на ТВ каналот Ацтека, еден од главните во земјата. Новинарот бил застрелан во градот Посарика, на 300 км од главниот град Мексико. Државите Гереро, Оахака и Веракрус се меѓу најопасните за новинарите во Мексико. Од 2010 година до сега во Веракрус се убиени 18 новинари. Најмалку 16 лица, од кои 7 деца загинаа при судир на камиони претоварена моторизирана рикша во јужната индиска сојузна држава Теленгана. Како што соопшти индиската полиција, сите жртви биле качени во рикшата, со која се упателе кон еден хиндуистички храм во областа Адилабад. Во инцидентот се повредени уште 3 лица кои се пренесени во болница. Индиските медиуми посочуваат дека меѓу загинатите има и 8 членови на едно исто семејство. Во самоубиствен бомбашки напад врз фабрика за производство на газ за домаќинство во Ат-Таџи, северно предградие на ирачката престолнина Багдад, убиени се најмалку 14 луѓе, вклучително и полицајци, а 21 се ранети. Според изворите на телевизијата Sky News Арабија, автомобил бомба со самоубици дошол околу 6 часот утрото по локално време на влезот во фабриката во Таџи, а 6 самоубици со појаси со експлозиви продреле во фабриката и се судриле со безбедносните сили. При тоа, според портпаролот на командата во Багдад, биле запалени 3 празни резервоари за газ, при што со сериозни изгореници се здобиле повеќе од 20 на припадници на обезбедувањето. Новиот борбен хеликоптер на Владимир Путин, за кој се шушка веќе извесно време по медиумите, конечно ќе излезе во употреба идниот месец, пишуваат руските медиуми. Како што се објаснува кај нив, ова летало ќе достигнува брзина и до 450 км на час. Активно работиме на хеликоптерот. Одлучивме проектот да го поделиме на 2 дела, така што пробниот модел веќе полета, а ќе се користи за истражување на технологијата, објаснува Андреј Шибитов. Тој додава дека максималната брзина на постоечките хеликоптери не поминува 300 км на час, што значи новиот летечки ѕвер на Путин ќе биде вистинско чудо.
Кошаркарите на Куманово вечер во Скопје ќе го одиграат решавачкиот надпревар од полуфиналната серија против Карпош Соколи. Моменталниот скор е 2-2. Дали избраниците на Србиновски ќе се надминат себе си и ќе успеат да се пласираат во финалето, тешко е да се прогнозира, но оптимизмот во екипата е на високо ниво. Екипата на Куманово е целосно подготвена за еден од најважните надпревари во сезоната. Вечерва во Скопје кумановци немаат право на кикс и ќе мора да пружат максимум доколку сакаат да забележат победа. Како што рече тренерот Србиновски, победата ќе биде остварена доколку одбраната одигра на високо ниво, но и нападот ќе треба да си ја заврши работата. Ако се направи анализа на последниот меч, Куманово покажа дека има подобри индивидуалци кои може да донесат предност на теренот, па тоа дава надеж дека тој фактор може да биде влијателен за конечниот исход на напреварот. Но Карпош Соколи тимски делува одлично и има своји едути кои и на нив им дават надеж дека може да победат. Куманово има судбината во своји раце и шансата за победата постои, а дали ќе биде остварена, ќе дознаеме вечерва. Ракометарите на Вардар по 11 пат го освоија купот на Македонија, откако во финалната пресметка го совладаа Металург со 31-24 на завршниот турнир што се одржа во Охрид. Ракометарите на Вардар се победници на 24-то издание од Купот на Македонија. Во финалето што се одржа во Охрид, Вардар славеше против Металург со 31-24. За црвено-црните ова е прва титула сезонова и вкупно 11-та титула во Купот на Македонија за најтрофениот македонски клуб. Неизвестноста меѓу двата најголеми ривали на македонската ракометна сцена во купот траеше само 10 минути. Силата и надмоќноста на Вардар дојде до израз и куп пехарот очекувано заврши кај црвено-црните. Дејан Манасков со 7 гола беше најефикасен во составот на Вардар. Алекс Душебаје постигна 6, а Тимур Дебиров 4 гола за црвено-црните. Кај Металург прв стрелец беше Марко Матич со 6 гола. По 4 поголоци постигна Јанко Божевиќ и Стефан Војовиќ. Одличниот нападјач на Атлетико Мадрид Антоан Гризман добил одлична понуда да се пресели во Пари Сен-Жермен. Во финалето на Мастерс турнирот во Рим ќе се сретнат Новак Ѓоковиќ и Енди Мареј. Во кошаркарската Евролига вечерва паѓа одлуката кој ќе биде новиот европски шампион, ЦСКА или Фенербахче. Највачите на ПСЖ се прости од Златан Ибрахимовиќ на паркот на принцовите, но челниците на францускиот првак се во потрага по нови фудбалски ѕвезди кои би ја пополниле дупката што ќе настане со заменувањето на Ибрахимовиќ од Париз. Кристијано Роналдо и Нејмар остануваат главни ѕвезди што се поврзуваат со трансфер во ПСЖ, но газдите на овој клуб планираат во своите редови да го доведат еден од најдобрите француски фудбалери Антоан Гризман. Изворедниот нападјач за себе има одлична сезона во Атлетико Мадрид и моментално е фокусиран на настапот во финалето на Лигата на шампионите. Сепак француските медиуми тврдат дека тој би можел да го облече дресот на светците во текот на летото. Францускиот вестник L'Equipe од добро упатени извори тврди дека веќе се воспоставени првите контакти, а официјалните преговори ќе почнат на почетокот на јуни. Јасно е дека Атлетико ќе сака да го заради својот најдобар фудбалер, но сумата од 70 милиони евра што имаат подготвено челниците на ПСЖ како оштета би можело да го смени ставот на органџиите кои во минатите сезони ги продавале своите асови кога за нив пристигнувале примамливи понуди. Повторно во финалето на еден мастерски се сретнат Ѓоковиќ и Мареј, кои во последниот период прикажуваат одлични игри. Во интересно полуфинале Ѓоковиќ многу тешко успе да слави победата 2-1 во сетови над одличниот Нишикори, кој се представи во вистинско светло. Почетокот не најавуваше таков епилог, откако јапонецот го доби првиот сет, но во продолжението Ѓоковиќ успе да најде сили за пласман во ново финале на мастерс турнирот. Против Мареј Ѓоковиќ во последно време има одлична серија од 12 победи. Во кошаркарската Евролига вечерва завршува сезоната со големото финале во кое ќе се сретат Фенербахче и ЦСКА. Очекувано ова финале беше најавувано од поголем број на кошаркарски работници кои истакнаа дека двата тима во овој момент се најдобри на стариот континент. Двете екипи во своите редови имат врвни поедници кои вечерва ќе треба да бидат предност на едната или на другата екипа. Македонскиот аспирантич изјави дека победата може да биде остварена само со добра игра во текот на целиот меч и се надева дека неговиот тим ќе биде победникот. Во секој случај вечерва во Берлин се очекува добар напревар, а на трибините поголема поддршка ќе имаат кошаркарите на Фенербахче.
Времето денеска во Македонија ќе биде сончево до променливо облачно, попладне со можност за локален дожд и ретки грмежи во одредени делови од земјата. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.